Министерот за транспорт и врски Благое Бочварски денеска го презентираше новиот предлог закон за легализација на дивоградби. Според предлог решението, предмет на легализација може да бидат само објекти изградени заклучно со јануари 2021 година, а собствениците ќе плаќаат 50 до 100% повисоки давачки. Во однос на надоместокот за легализација, предвидовме скалест начин на пресметување на комуналниот надоместок, и тоа за објекти до површина од 80 метри квадратни. Висината на надоместокот ќе биде утврдена по редовниот комунален надоместок во матичната општина, плюс 50% казнени пенали за бесправно градење, и за објекти со површина над 80 метри квадратни, висината на надоместокот ќе се утврдува по редовната цена на чинење на надоместок во матичната општина, плюс зголемена за 100%, поради тоа што сметаме дека треба да се бидат казнети на некој начин овие граѓани кои што не оделе по редовната постапка за законот за градење. Социјално загрозени лица и граѓани со годишен приход до 180.000 денари ќе бидат ослободени од надоместокот за легализација. Би сакала потенцирам дека овој опфат го зголемивме. Во претходниот закон беа ставени само граѓаните кои што примаат одредени социјални услуги и надоместоци од државата, но сега го зголемуваме на сите граѓани кои што имаат приход до 180.000 денари. Еден барател ќе може да легализира само еден објект. Во прилог на барањето, како доказ за бесправен објект, се земаат само предвид сметките за јавни услуги. Рокот за поднесување на барањето за легализација е 6 месеци од денот на влегувањето во сила на законот. Според новото законско решение, нема да се легализираат објекти во заштитени подрачја или на места каде се планира експлоатација на минерални суровини.